Благодарам, почитувам подпредседателе. Значи, колешке, секоја чест да баба Перса. Ве врати во реалноста. Вие вистина верувате дека Заев оди без обезбедување? Како што рековте, не е обкружен со телохранители? Дали вистина верувате во тоа? Околу него има обрач од 60 души што го обезбедуваат. 60 луѓе што го обезбедуваат. Вие вистина верувате дека обвинителството било неселективно во предметот за автопатот Кичево-Охрид? Еве гледаме какво било обвинителство во денеска, гледате? Во кутија за чевли 350.000 евра. Замисли кутија за чизми да било. 500.000 евра. Слушнавте денеска колку бизнесмени биле рекетирани и колкави средства од тоа обвинителство за кое што вие верувате дека неселективно ги завршувало своите истраги? Дај по амандманот, колега, односно на репликата, вашата втора контрреплика. Да, колега, ама и вие имате, како да имате вие дупки во меморијава. Морам да ви укажам, а ви како сакате натаму продолжите. Да, а зошто не укажа на колешката кога дискутираше неполно со амандманот? За обезбедувањето од Заев и за неселективноста во правдата. Исто и нејзи укажа. Не сте коректен. Дискутираше за се, освен за амандманот. За бомбите ни раскажуваше. Човек умре од тие рекети. Човек умре од тие бомби. 3 жртви има Република Македонија. Еве денеска и повторно се дискутира за тоа. Надуша носат луѓе. Со таа слобода на говор, со слобода на медиуми и не знам што. Јас најдобро намерно кажав дека овој амандман треба да се поддржи. Затоа што и жителите на Гостивар и на Кичево заслужуваат да почне реализацијата на ветеното од Социјалдемократскиот сојуз. 600 километри нови автопати. Тоа беше интенцијата и на Милошовски, и на Деспотовски, и мојата. Сите амандмани кои што ги поднесеа противниците на ВМРО ДПМН се исцрпени од програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Ама буквално сите, од локалната инфраструктурна проблематика до државната инфраструктурна проблематика. Ништо не е измислено од нас. Како што ветувале, така ги подсетуваме, така предлагаме. Како што пишувало во нивната програма, колку пари, која делница, така се поднесени амандманиве. Овде не треба да се направи ништо спектакуларно, само да се достои на зборот. Да бидеш истиот пратеник од Социјалдемократскиот сојуз и во 2016 и во 2020 година. Со тоа што си мафтал и што си ветувал во 2016 година, да почнеш да го реализираш на крајот од мандатот. И констатирав дека сега е жално за тие што му поверувале на социјалдемократите, бидејќи за 25 дена нивното завршува. Нивното завршува. Не направија ништо во инфраструктурата, освен што подпишаја анекс на договор од 200 милиони евра. Тоа ќе се испитува. Бидете убедени, тоа ќе се испитува. И то од истите тие независни обвинители, како што мисли колешката, кои што најдоја големи пропусти и големи провизии во претходниот договор на 400 милиони евра. Сега ќе видиме колкави се провизиите на 600 милиони евра. Ви благодарам.